Значи, да, продолжуваме со ова изучување на ова Евангелие и делешниот текст, да, има некаква врска со цветници, зашто цветници е поврзан со Христос, а и денешниот текст е поврзан со Христос и целата наша вера е врзана со Христос. На времето, во оној другиот систем во кој живеевме, од 7 оделение, мислам, и 8, имаше еден предмет, се викаше ОНО, Општонародна одбрана, како дел од системот на цивилна заштита. Денес нема такви предмети, зашто се смета дека цивилната заштита е дел од некоја идеологија, што нема врска, зашто насекаде во Запад има цивилна заштита. И ние тука, младите денес, например, не знаат основни работи од цивилната заштита. Како и де, но што не уча една, и она што остана во глава, е како да констатираме смрт кај човек. И тоа беше една од лекциите. И 3 техники науча. Прво, му ставаш огледалце на устата и ако се замагли, значи не диши. Вториот начин беше окото, она мачкино око што го викат. Стаклено ли беше, не се сеќавам. И третото, или најсигурното, ќе пробате со пулсот на вратот или над дланката. Една слична илустрација користи професорот Джеймс Стюарт за тоа како да се провери верата на некој човек, дали таа пулсира, дали е жива. И вели, најдобриот знак е неговиот живот со Господ. Дали тој има со Христос еден близок однос. Однос на читање на Словото, кој е Христос, живото Слово, молитвата, послушноста, натрешниот живот на човекот со Христос. Тоа е срцето кое пулсира во живата вера. Ако го нема тоа, тогаш можеме верата да ја прогласиме, како што еден Оџа велеше, мртво можеме да ја прогласиме. Да. И навистина тоа е суштината на верата. Тоа е животот на нашата вера. Врската со Христос, со живото Слово. И самот Христос тоа го кажува. Тој не се објавува како другите авторитети кои велат, јас не сум ништо, вистината е се. Тој вели, јас сум вистината. За разлика од другите авторитети, тој не дојде и не рече, јас сега ви нудам решение, јас сега ќе ви покажам некој пат. Не, тој рече, јас сум решението, јас сум патот, јас сум животот. Кој верува во мене, има живот. Реки во него од жива вода ќе почнат да течат. И апостолите го потврдуваат тоа, например Павле во Галатјаните 2 глава 19-20 стих вели, јас веќе не живеам во мене. Христос живее, се сорасна со него. И тоа што јас сега живеам во тело, всушност, тоа е верата во Христос. Или живеам во верата во Синот Божи кој ме возлюби. Тоа е всушност моето живење сега во тело. Или на крајот на 6 глава, кога сите се разотидоа и остана само најблиските ученици и ги праша, вие што ќе си одите ли? Христос им рече, Петар рече, кај да отидеме? Само ти имаш зборови на вечен живот. Само твоето слово дава вечен живот. И затоа може да кажеме дека навистина личното општење со Христос, животот со него е срцето на верата во кој што има пулс. Можеме да го насетиме. И тоа е, таа тема всушност продолжа, тоа е идејата на продолжение што ни ја дава овдека Христос. Пак да се подсетиме, 7 глава раскажува за случувањата во Ерусалим на празникот Шатори или Сеници. Започнува таа 7 глава со уводот дека во Ерусалим го барат да го убијат. Подигнато е веќе обвинението против него, зашто на претходната посета, на некој претходен празник, Христос излекува човек во сабота и се објави за Син Божи како еднаков со Отецот. И го барат да го убијат, меѓутоа Христос оди во Ерусалим, како и да е, и се појавува во храмот и почнува да поучува. И неговата поука всушност е контраст, или има тука
конфликт со човечките преданија. Тој говори како некој што има авторитет. Луѓето се восхитени. И тој прави контраст меѓу знаењето што го добиваат евреите од учењето на човечките авторитети, равинското учење и неговото учење кој всушност е учењето на Отецот, Божјото учење. Единственото знаење, разбирање кој човек може да го добие за Бог и сила тоа знаење доаѓа од Словото, не од човечките авторитети. Меѓутоа, луѓето не можат тоа да го примат, не може да го разберат бидејќи, и тоа Христос им го кажува, не сте послушни. Нема послушност во вас, нема вера во вас. Ако во Отецот верувавте, и во мене ќе поверувате. Ако Отецот го познавате, мене ќе ме познавате. Но не го познавате него, зашто мене ме отфрлате. Ја прави таа јасна врска меѓу себе како авторитетното слово и оно останато слово. И на крајот дава еден сериозен аргумент, велејќи, човечкото учење секогаш има за цел да прослави човек. Човечкото учење го прилекува вниманието кон својата слава. Но јас, велих Христос, цело време ја барам славата на Отецот. Ме обвинувате дека сум шарлатан, меѓутоа јас не барам слава за себе, туку целата слава ја барам за Отецот. Затоа и не говорам од себе, туку говорам од Отецот. И тоа е така некако контекстот во кој и овие сега настани ќе се развиваат во продолжение. И започнува денешниот текст со почетокот на 7 глава, намерата да го убијат. Христос е во Ерусалим, го бараат да го убијат, тој проповеда во храмот и луѓето се прашуваат зошто сега уште не е убиен. И овој додава податок дека да објаснува дека луѓето од Ерусалим, тие што беа од Ерусалим, си го поставуваат тоа прашање. Не е ли овој што го бараат да го убијат? И понатаму во текстот ќе видиме и други реакции, например, ќе видиме фарисеи и книжници кои ќе пратат полиција или обезбедување да го уапсат. Ќе видиме пак и луѓе кои што ќе кажат, кој сака да го убие? Некои дури ќе кажат, овој како збори, па и Месијата што го очекуваме според нашите предања, ако дојде, нема да направи поголеме чуда, така да се восхитени, велат, може би ово е Месијата. Различни реакции, бидејќи, пак да се подсетиме на празникот Сеници, кој за евреите е така умилениот, не е најголемиот во она класификација, Паската е оној празникот на празниците, но Сеници има најинтересниот, полн со фолклор, во кој што си живееле во кукички, кои си ги правеле во надвор од градот, се собирале таму, се јаделе, се веселеле, правеле ритуали, секој ден бил исполнет со обредност, така еден убав празник, на крајот од периодот на жетвата, кога се насладуваат на плодот што Бог им го дава и се подсетуваат на Бог во пустињата. И затоа многу луѓе доаѓале од целата диаспора, имало многу луѓе овде кои воопшто и не ни чуле за Христос. Прв пат доаѓаат од почетокот на Христовата служба, прв пат го слушат меѓу другото. И некои се зачудени зашто би го убиле тој човек. Ти не ги знаат случувањето од пред една година со фарисеите. Така да ова реакција за убиство, реакцијата за смртната пресуда и така натаму е од луѓето во Ерусалим, кои се запознаени. И ове сега што коментираат тоа, дека се пак луѓе од Ерусалим и велат, се го барат, цела година има, најмалку една година има поминато, а може би и година и пол од моментот кога фарисеите објавија потера, тоест обвинение за смртна пресуда. А сега е овдека во храмот, проповеда и уште е жив. Ништо не му фали. И се постават реторичко прашање, зошто сега ништо не му прават, зошто се откажале ли фарисеите, Синедрионот се откажал ли од обвинението, или може пак се плашат, сега има многу народ, гледаме дека некои го прифаќаат, а пак и едно реторичко прашање, па да не поверувале фарисеите дека тоа е Месијата, да не се убедиле можеби дека тоа е Месијата, и тоа е она прашање. И се ова е поставено реторички во негативна смисла. Вака
преведено изгледа како прашање, ама може би и поверувале. Не, прашањето е во негативна форма дадено, тоест нема начин. Тој се уште е жив и не дека тие поверувале, не можно да поверуваат фарисеите, зашто тие најдобро го знаат преданието или теологијата што равините ја изградиле за Месијата, месијанската јудејска теологија. Овој не е овој тук, ова што го прави, начинот на кој нели доаѓа така натаму, не е сето тоа согласно со равинската месијанска теологија. Нема начин како фарисеите, книжниците, како членовите на Синедронот да го прифатат. Тоа не е одговорот на прашањето зошто уште е жив. Зошто и веднаш додава аргументи ова, зошто ова не е можно да биде прифатен од фарисеите, зашто овој знаеме од каде е, а Христос никој не ќе знае од каде е. Тоест, според тоа месијанско учење на равините, кога Христос ќе дојде, ќе биде мистериозна личност, анонимно ќе дојде, ќе се појави во храмот и никој нема да го знае неговото потекло. А овој знаеме од каде, знаеме дека е од Назарет, знаеме која е мајка, знаеме кој е татко, така да не е можно тој да биде Месијата. Кога Месијата ќе дојде, Илија ќе го помаза, пророкот, дели тоа е традицијата, и ќе започне неговата месијанска служба. И тоа верување равинско учење продолжило и понатаму, например, некада средината на втори век во апологиите Јустин филозоф или Јустин Маченик, во едно од неговите апологии, тоест не апологии, туку во диалогот или диалогот со Трифон, јудеинот, со еден јудеин, тој има така апологетски спор, и подолго време се занимава точно со таа забелешка на јудеинот. Христос не може, Исус Христос не може да биде Месијата, зашто ние знаеме од каде доаѓа. А според традицијата, тој треба да биде анонимен. И таму Јустин Ели разработува и дава од Стариот Завет аргументи дека всушност знаеме дека ќе дојде од девица, од Витлеем и така натаму. Дека тоа јудејско учење не одговара, или тоа предање не е согласно со Стариот Завет. Како и да е, реагираат луѓето од Ерусалим и велат овој не е Месијата, а зошто не сакат да го убијат, не знаеме. И ова следи, пак ова интересен моментот, следи на последната реакција на Христос во таа проповед која што запишува Јован, а тоа е осудата на човечките преданија. И, како што нели кажавме, клучот на знаењето е верата во Словото. Тој таму јасно се разграничи себе си и Словото кој што го дава од авторитетот на луѓето. Верата, силата, знаењето, разбирањето доаѓа од Словото на Бог, од Отецот. И го кажува тоа, и сега која е реакцијата на луѓето, тие пак се повикуваат на предание. И велат, не е можно тој да биде Месијата, зашто преданието вели дека Месијата треба да биде мистериозна личност. Не знаеме од каде доаѓа. И ова открива дека тие целосно ја утнаа поентата на Христовата проповед, што е многу фрустрирачко. Барем за нас луѓето, кога нели ќе се подготвиш, се трудиш, размислуваш, нели како поентата да ја представиш, со кои зборови, како да бидеш појасен, и се случува тоа и ќе завршиш, не секогаш, нели, не од тука, но има реакции, некој пат некој ќе напише нешто и ќе разбереш дека целата поента е утната и се прашуваш дали си бил нејасен, дали не си можел да го објасниш сето тоа. И ова се случува овдека и со Христос, и не само овдека, на многу места, и на крајот дури ќе видиме кога Христос ќе каже: уште малку време сум со вас, се заминувам, ќе ме барате, нема да ме најдете, се враќам кај Отецот, и тие пак ќе се прашуваат што сега сака да каже, ќе оди ли кај паганите, и повторно неразбирање. И во Христовиот случај, може во нашите случаеви човечки, и ние имаме вина во нејасното изразување, но Христос
Јас сум убеден бил најдобриот проповедник на сите времења, немало подобар, и пак луѓето ја пропуштаа поентата. И овдека се случува тоа. И тоа бидејќи тие луѓе беа, нивните уши беа запушени од човечките учења, од човечките предања. Тоа она што тие сакаа да го слушат. Тоа беше по нивниот вкус. Не сакаа да, не беа покорни на Словото. Не се покоруваа на Словото. Немаа вера. И тоа многу пати јасно го потенцира Христос. И затоа не можете да разберете. Затоа сето ова е тугио за вас што ви го говорам. Не знам дали Христос останува фрустриран после таа реакција на толпата, меѓутоа тоа што го пишува Јован, начинот на кој што го пишува, некако наликува како на губење на трпението. Бог не губи трпение секако, тој е долго трпелив, тука реагира некако на таков начин, кога вели Јован, поучувајќи во храмот, тогаш на таа реакција на луѓето, тој гласно извика. Изборот гласно извика еден збор во оригиналниот текст, и иако тоа гласно извика, описно, нели, изразување, го заменеме со еден збор, би било грмна или врисна, не знам како да го кажеме. И тоа што следи е гласен вик. Сега јас немам таков глас, не ми дал Господ да извикам, но представете си сега овие збори одека гласно кажани. Мене ме познавате. Што мислите дека мене ме познавате? Дека јас знаете од кај доаѓам? Знаете од каде сум? Со други збори вели, ништо не знаете вие за мене. Ако вие знаевте за мене, немаше така да реагирате. Така да, овие зборови, вака како што ги читаме ние, се кажани всушност со иронија. Вели, знаете од каде сум? Ништо не знаете. Зашто јас не дојдов само од себе. Не сум од таму од каде што вие мислите дека доаѓам од Галилеја, од Назарет, од Јосиф, од Марија. Не, јас сум пратен. И тука зборот апостело, како апостол, како амбасадор, со мисија сум пратен. Имам мисија. И тоа од вистинитиот сум пратен. Јас оттаму доаѓам. Тоа е моето потекло. И пак се враќа на неговото божествено потекло. Јас сум божествениот Месија. А вие не го познавате оној што ме пратил мене. Тоа е вашиот проблем. Пак гледате според надворешноста. Заврши предходниот текст од минатата недела со предупредувањето, вашата пресуда, вашиот суд да не биде според надворешноста, да биде праведен. Тоа е според Словото на Господ. Дали мојата појава, дали моите зборови не одговараат на објавата на Бог што досега сте имале. Не зборујме за човечките предања. Објавата од Библијата. И вие не можете да го познавате Бог. Не можете да го познавате Отецот, бидејќи само Синот е тој што го познава. И само преку Синот може да го познаете и Бог. И тука употребува зборче Христос за знаење, за познавање. Тука не е представен, но зборот е, или може би последниот стих. Јас пак го знам, или да, зашто сум од него и тој го прати. Зборчето овдека го знам. Значи има неколку зборчиња за знаење во Новиот Завет. Епигеноско, гносиско, значи знаење, да придобиваш знаење. Знаење кој доаѓа од искуство, од учење и така натаму. Знаење кој се гради, се стекнува. Тука е зборчето ојда, кој е суштинско знаење.
Знаење кој човекот го има во своето битие. Знаење кое му е вродено. Дел од природата на човекот. Дел од природата на битието. И кога говори знаење за она знаење што луѓето ги имаат за Бог, или вие не го знаете, с други зборови сака да каже, вие немате познавање самите во себе за Бог. Зашто Бог во својата природа е духовен, бескраен, а човекот е материјален и ограничен. И ограниченото не може да го познава неограниченото. Земното не може да го познава духовното. Човек не може да придобива, во себе го нема тоа знаење, како оида, како вграден, и не може да го придобива со гносис, со познавање. Има луѓе, има религија кои тврдат дека ако човечкото дух, душа, што е да е, се оддели од материјалното и се издигна до божественото и ќе почнува да го открива. Не. Проблемот е во тоа што ограниченото и нашиот дух, колку да е нематеријален, тој е ограничен. Тој има некаков разум и ограничен. И Библијата тоа го открива на многу места, кога, например, го Јов прашува, можеш ли во длабочините Божи да проникнеш? Или можеш ли да го достигнеш совршенството на Содржителот? На крајот на краиштата Павле вели дека ние сме толку ограничени што дури не можеме да знаеме во другиот човек што има. Кој човек знае што има во човекот, освен човечкиот дух кој живее во него? Никој не знае што има во мене, освен мите Господ. И ако јас решам да се откријам, да го откријам тоа што го знам за себе, ќе знаете и вие. Но дури и јас не знам се за себе и многу пати, искрено ви кажам, се изненадувам од самиот себе си, кога ќе сторам нешто и се велам, не знаев дека можам тоа да го сторам, зашто не се познавам себе си. Но имам некакво вродено знаење, имам оида, но за себе си. Знам кога сум гладен без никој да ми каже, без да учам. И кога ќе се роди, едно бебе знае кога да заплаче и знае како да побара јадење. Тоа е тоа знаење што не го придобива, туку си е во него. Со текот на времето само развива вештини како да манипулира со тоа свое знаење. И затоа се надградува тоа знаење. Но ова знаење за кое што Христос го говори за Отецот, за Бог, тоа е тоа суштинско знаење кое не се надградува, тоа е совршено. Јас го знам Отецот, зашто јас и Отецот сме едно. Јас и тој има една божествена природа, една суштина, една слава божествена. Едно сме, исто сме. Тоа е дел од мојата суштина знаењето на Отецот. Она што е суштината на Отецот е суштината на Синот. Не се развива тоа знаење, тоа е целосно совршено. И бидејќи е такво знаење, вели Христос, тоа го имам, јас само можам да го откријам тоа знаење на луѓето. Никој не може да го познава Отецот освен преку мене. Никој не може да дојде до Отецот освен преку мене. Нема пат до Отецот освен верата во мене. Јас сум патот. Никој не може да дојде. Потоа во 14 глава ќе каже Христос. Што тие се едно. И пак оној најхристолошкиот стих што го пишува Матеј. Се ми е предадено од мојот Отец и никој не го познава. И тука не може да стекне знаење. И тука веќе говори за стекнување на знаење, придобивање на знаење за Бог, освен Отецот. Нито Отецот го познава некој Синот и кому што Синот сака да го открие. Откривањето, познавањето на Бог е резултат на волјата на Синот. Тој решава да го открие Отецот. И затоа суштината на верата, или пулсот на верата, или срцето на живата вера е животот со Христос. Имаме ли живот со Христос, имаме вера, имаме живот. Имаме ли општење блиско со Христос, нашата вера е жива. Тоа е срцето
Тој е пулсот на нашата вера. Само преку него доаѓа познавањето, не преданијата на луѓето. И тоа овдека пак го кажува тоа за јасно да разграничи преданијата на луѓето, тоа што тие го знаат од равините и оно што Христос им го открива. И затоа ќе извика силно. Вие не ме познавате, вие познавате преданија. И вие мене ме гледате преку филтерот на тие човечки учења. Зашто не го сакате Словото на Бог. Не сакате да сте покорни на Бог. Мојата мисија е да го откријам Отецот пред вас. Зашто нема друг начин. Колку и да се трудите, колку да се стремите, колку да се мачите, колку да сакате, не е можна мисијата, познавањето на Бог, ако Христос не реши да ни го открие, да ни даде знаење, а тоа знаење станува сила преку вера. Тоа е клучот за силата, како што нели минатиот пат говореше. Верата. Тоа е мисијата, впрочем, на Христос, кога тој дојде во Петар, кај беше тоа, вели 1 Петар 3:18, бидејќи Христос за да не доведе, кај Бог еднаш пострада за гревовите наши. И тука пак едно интересно зборче сакам да го видиме, да се запознаеме со него. Зборчето доведе, значи некој да доведе пред некого со цел да го запознае, со цел да воспостави контакт. Например, ако ти имаш потреба да одиш кај некој кој е тешко достапен, ти треба врска. Некој што го познава и ќе одиш кај тој што го познава и ќе му кажеш, те молам, можеш да ме запознаеш со таа личност. И тој ќе те доведе и каже, ова е тој сака да се запознае. И тоа зборче овдека. Вели, тоа е мисијата што јас се имам. Затоа сум испратен од вистинитиот, да ве доведам пред Отецот, да ве запознаам, да дојдете во неговото присуство. Нема друг начин да се дојде до Отецот. Само, тоа е мисијата, затоа вели сум испратен. Големото апостолство, така да го наречеме. Значи, ние имаме апостолство. Павле во 2 Коринтани 4-5 глава говори тоа дека ние сме испратени од Бог како апостоли со порака помирување и ве молиме помирете се со Бог. И тука тој збор пак апостол испратен со мисија. Меѓутоа најголемата мисија или апостолство кој е извршено и од самиот Христос. Тој е испратен со таква мисија да не доведе до Отецот, да не запознае, така да кажем, ова се грешните за кога јас умрев. Прими ги во твоето присуство. Христос го познава Отецот зашто е од него и да, тој е од Назарет. И луѓето само тоа го знае. Едно мало делче. И знаете што, пак тука, пак една заграда. Кога станува збор за нашето придобивање на знаење за Бог, ние знаеме толку колку што ќе ни се открие. И ни се открива толку колку што можеме ние со нашето ограничен ум, разбирање да сватиме. И знаете, тоа знаење многу мало. Да, Христос се открива сета своја слава, меѓутоа таа е еден мал дел од таа вистинска бескрајна слава на Бог. Мал дел, бидејќи ние во нашата ограниченост можеме толку да сватиме. И многу пати, за жал, како и овие луѓе овде, кои мисле дека знаат се однесуваме на таков начин, велиме, знаеме Бог, знаеме, се знаеме за Бог. Не, ние сме толку ограничени што но мало делче од целата божественост можеме да сватиме. Она дел што е важно за нашето спасение и нашиот живот со Бог, со Христос, тука на земјата. Повеќе ќе ни се открива таму, која ќе отидеме. И целата вечност нема да стигне, и кога говориме за вечност, пак не мериме, и тоа стигне пак е материјално, или пак е количина, а вечноста нема количина, не се мери. Целата вечност ние ќе запознаваме. И ќе запознаваме, и ќе го запознаваме Бог во неговата бескрајност.
А овие мислеа дека знаат се. И затоа рекоа, ќе го фатиме. И сега веќе ова е, преку ова не можеме да поминеме. Сакаа да го фатат, но никој не клада или не стави рака на него, бидејќи уште не беше дошол часот. И после на ваква проповед, после на ваква објава, кажена во силата на Духот, би очекувале сите да поверуваат, нели? И да кажат, вау, овој сега какви работи ни кажа, но не се случи тоа. Не се случи. Едни, гледаме пак она линија на раздвојување, едни кажа, поверуваат, тоест, па добро, тој што ќе дојде, поголеми знаци ли ќе направи од овој? Ако овој не е Месијата, чекаме друг, па што ќе направи тој другиот? Ако овој не е вистинскиот? Овој заслужува да биде, нели, Месијата. Други сакаат да го фатат. Пак гледаме раздвојување. После секоја објава на Христос, преку Словото, се појавуваше тоа раздвојување. Словото е тоа што секогаш поставува линија на раздвојување. И светот, основно, генерално, е разделен по таа линија. Линијата на Божјото Слово. Линијата на вера во Словото и линија на отфрлање на Словото. Линија на живеење според Словото и линија на живеење според човечките учења. Тоа е основната линија на разделување. И основното во таа основна линија на разделување е благодатта. Проблемот што го предизвикуваше реакција кај фарисеите беше пак таа благодат. Дека не можат да бидат спасени со своите сили. Дека по благодат, дека Христос го дава спасението по благодат. И тоа беше големиот проблем, што не може каменот на сопнување, дека тој треба на крстот да умре за нив. Каменот што зидарите го отврлија, а голниот камен. Основната линија на разделување. Знаете, има многу нешто на кои луѓето, дури како христијани, се разделуваме. И многу пати тие линии не се Словото на Бог, туку се идеологии човечки. Дури партиски програми разделуваат луѓе. Христијани разделуваат. Едни се од Бог дадени, тоест ги извршуваат Божите работи, зашто носат некои закони, а другите се против Бог и така натаму. И тоа не е линија на разделување според Словото, зашто Словото вели дека секоја власт е дадена од Господ. И тие разделување пак не ги правиме на база на Словото, туку на база на човечки суети или сервилност кон некоја партија, сакање да исполнуваме некои идеологии и така натаму. Како што овдека во случајот некои сакаат да ги задоволат интересите на фарисеите и соработуваат со фарисеите. Како и да е, Христос доноси и овдека гледаме поделба. И оно што прави најмногу впечаток, ова дополнување на Јован, фарисеите и Синедрионот, или првосвештениците, вели на крајот. Првосвештениците и фарисеите, тие направија план, т.е. испратија да го опсат. Понатаму ќе видиме дека всушност станува збор за книжниците и фарисеите. Кога станува збор за првосвештеници и фарисеи, ги вклучува книжниците и фарисеите и нарочно ја дава таа додавка Јован, за да ни каже дека тие кои најмалку се трпеле, кои цело време биле во конфликт, сега на таа линија на разделување заедно застануваат на страната против Христос. Стануваат сојузници против Христос. Што е абсурдно. Некој што би го читал овој текст од тоа време, би си кажал како е можно книжници и фарисеи да се обединат околу нешто. Не е можно. Да се обединија кога беше опрашен зборот на Христос, неговото слово. Се обедини. И не можеа да го убијат пак. Зошто? И тука е зборот, нели, хора или часот. Не е зборот каирос, туку е часот. Оној, точно часот на кој што Христос требаше да
пострада на хрстот, или часот на неговото прославување. На тоа се мисли. Не беше дојдено времето тој да биде распнат на крстот. Што повторно гледаме дека неговото распнување не беше некаква немоки на Христос, не беше некоја него неможност да се спаси, не е грешка во историјата, туку Божиот план. И гледаме како преку цело време Христос ги темпира времињата, како Каирос, соодветно време за нешто, настане кои треба да доведат до часот. Часот на кој што тој требаше да пострада. Сето тоа е во рамките на неговиот план, во неговата контрола. И сето тоа и се однесува и за нашите животи. Божите времења за нас, како соодветно време Бог да направи нешто, кој ние треба послушно да го извршиме, и ќе дојде нашето хора, ќе дојде нашиот час, во кој што ќе се прославиме, ќе се представиме пред него како што тој е. И доаѓа. Сега, ако Христос знаеше и го темпираше времето, бидејќи е Бог, ние не знаеме кога доаѓа нашиот час да се прославиме, нашето хора. А тој ќе дојде. Не. Има еден познат, еден од попознатите експерти на Стариот Завет, од современата генерација, кој што е бил професор на Принстон, кој бил млад студент, си направил план за животот и кажал: сега 20 години ќе се образувам, тоест ќе се академски, по теологијата ќе се усовршувам, потоа 20 години ќе предавам како професор и потоа 20 години ќе пишувам, ќе се посветам на пишувањето. И навистина, до 40 некаде годишна возраст, ќе поминал сите степени во образованието во Принстон и станал професор, што е навистина постигано, зашто на такви универзитети ретко се ти на 40 години да станеш професор. И станал професор и предавал до пензионирање 20 на години. И се пензионирал. И кажал: сега се посветувам на пишувањето, и починал човекот. Починал зашто никој не си го знае својот час. Не дека нема принос, има голем принос во старозаветната теологија, меѓутоа тоа е тоа човечкото. Ние не можеме да ги испланираме нашето време, нашиот час. Бог е тој кој што го прави. Но она што е важно, дека додека не дојде нашиот час, како што Вајтфилд вели, ние сме бесмртни. Никој не ни може ништо. Што и да прават, какви планове да имат против нас, колку да се обидуваат да не фатат во нешто, додека не дојде тоа, Божјото хора, час на прославата, ние сме бесмртни. Зашто до тогаш Бог има работа за нас. Или всушност Вајтфилд вели, бесмртни се додека не заврши нашата работа, она што Бог има како намера да го исполни за нас. И кога се будеме сабајле, тоа значи дека Бог уште има работа за нас. И денес ние треба да направиме нешто за него. Тој има време, соодветно, за нас да го извршиме, да го живееме во живата врска со Христос, во послушност на Словото, тоа време да ја вршиме неговата воля. Зошто на крајот на краиштата не знаеме кога ќе дојде нашиот час. И незнаењето, неможноста ние да си го испланираме, треба да не држи одговорни за времето што Бог ни го дава, додека да дојде нашиот час, кој не знаеме дали може би нема да биде денес, сутре, во секој момент. Така, како и да е. Христос знаеше дека неговиот час не е дојден, знаеше дека го бара полицијата или како се вика таа, службите за апсење во храмот, но тој остана, продолжи да се проповеда, остана спокоен, зашто знаеше дека неговиот час не е дојден. И рече, како некакво, знаејќи што се случува, откако се откри себе си и откри кој е, како може да дојде до Отецот,
како за последен пат, крајот на празникот, ќе видиме тоа се веќе последниот ден, ќе им каже: уште малку време сум со вас, а потоа ќе отидам кај оној кој ме прати. Ќе ме барате и нема да не најдете, и каде што ќе бидам јас, вие не ќе можете да дојдете. Знаете, ова секако, така да кажеме, завршни зборови од таа проповед. Ќе ме барате, нема да ме најдете. И нема да може да дојдете таму кај што се, ова уште малку време сум. Тоа се последните очекувања, со тоа започнуваат последните 6 месеци всушност од неговата служба, а последните 6 дена пак ќе започнат со цветница, што одбележуваме денес. Тропа, така судбоносно, на нивните уши, на нивните срца. Велат дека најпознати акорди во некоја музичка мелодија биле почетните акорди на 5-та симфонија на Бетовен. Нема кој некој не ги чул, знаете, тудудудум. И се познати, може би поради чувството што го содржат во себе. И затоа е наречена тие акорди, или тој почеток е наречен судбината тропа на вратата, како ургентност да има некако во таа мелодија. Ние не веруваме во судбина, секако, знаеме дека суверениот Бог се врши, но веруваме дека навистина судбоносно е секој време што го живееме, секој момент. Ние обично бараме некои судбоносни времиња, така, да се важни, критични, интересни, клучни. Секој момент е клучен во нашиот живот, зашто секој момент е Божиот момент за нас, момент во кој што ние треба да ја вршиме Божјата воля. И не знаеме кога Бог ќе престане да чука. Кои се последните очекувања? Роберт Макчейн, многу пати го цитирам, зашто е еден од големите проповедници од Данди, кој меѓу другото почнал многу млад, немал неполни 30 години. Кој работил со млади луѓе, знал често пати да каже, кога проповеда, кога ќе каже нешто, им каже: ова се последните очекувања на Христос. Зашто може навистина се... И тоа на млади луѓе го кажал: ова се последните очекувања на Христос. Како што Христос овдека го прави овдека. Ова се последните очекувања. Ке ме барате, нема да ме најдете. Лутер вели, толку се страшни овие зборови на Христос за секој христијанин, за секој човек, што дури ми е страв да ги читам. Знаете ли колку се страшни овие зборови за самите евреи? Тој ги кажува на празникот Шатори, после 6 месеци, ке го посети Ерусалим на цветници, ке плаче за Ерусалим, да го собере. Знаете што ќе се случи после 40 години? Армијата или легиите на Веспасијан, генералот, ќе го обсади Ерусалим. Тој во меѓувреме ќе стане император, неговиот син Тит ќе ја продолжи обсадата, кој ќе заврши крваво. Долготрајна обсада, ќе го доведе народот во болести, глад. Дури велат дека канибализам имало, мртвите ги испрле надвор од градските зидови, зашто смрдало во градот од трупови. А знаете што евреите до последен момент се надевале дека Месијата ќе дојде и ќе ги спаси. Се ширеле цело време, проповедале: ќе дојде Месијата, ќе не спаси. Го барале Месијата. Христос вели: ќе ме барате, нема да ме најдете. Зашто Христос беше, дојде Месијата, тие го отфрлија, зашто не им се допадна. Потоа еден друг Месија ќе се постат, Бар Хохба, тој да ги брани од римјаните. После пак уште 50 години понатаму. А и Христос дојде и ги бараше, чукаше, а тие го отфрлија. Правеше чуда. 3 години беше меѓу нив. Сакаше да ги собере, плачеше, тропаше, но не сака да отворат. И рече: ќе дојде последното очекување. Ќе настапи тој час. Божјото трпение е големо, но таа благодат не трае вечно. Денот на благодата ќе заврши. Ќе истечат можностите и ќе завршат.
И пак не разбра, зашто немаше вера и почна да се прашуваат. Тој многу јасно им каже, ќе одам кај Отецот, ќе се вратам кај Отецот. Кај е сега тоа? Многу јасно кај е Отецот. Што значи сега тоа? Да не оди кај елините, можеби. Кој нам е? Што значат тие зборови? Збунато се прашуваат, зашто тие пак размислуваат о својата материјална представа за нештото. Дали ќе оди меѓу езичниците и навистина меѓу паганите. И знаете, иронијата да биде поголема, што ја кажа вистината, зашто преку црквата навистина Христос отиде меѓу паганите. Таму отиде. Како и да е, овој разговор, иако тажно завршува, сепак внесува надеж дека Христос се враќа кај Отецот, тоест тој ќе ја комплетира мисијата. Беше пратено до Отецот, да не доведе до Отецот, а ќе не доведе само ако тој пак се врати кај Отецот. Тој славно си заминува кај Отецот, за да однесе и нас кај него. Внесва порака, надеж таа порака, но пак главната тема овде е предупредувањето. Што го упати кон луѓето во Израел, и тоа наше предупредување денес, кога ќе го чуеме неговиот глас, да не ги сврнуваме нашите срца. Да му служиме на Бог, зашто тоа време ќе истече. Тој доаѓа и ни чука, ни дава можност да служиме, ни отвара врати. И не знаеме тие можности колку тој ќе ги држи отворени, зашто ќе дојде моментот кога ќе се затворат. Зато треба да ги употребуваме. Тој чука, може би на некое срце, да го отвори за него за спасение, за служба, за растеж во верата. Различни можности. Чука, но во еден момент тој вели, доаѓа часот. Може би доаѓа часот кога тој ќе престане да се занимава со нас, може би ќе дојде часот во кој што ќе треба да се представиме пред него. Знаеме. Но тие можности, пак ќе кажеме, си имат крај. Има една интересна, може би таа најинтересната случка од историјата на политиката во светот и секако сите интересни работи случуваат таму, преку океанот во Америка. Само таму може да има председатели какви што имало и има во моментот. Случката меѓу Бур и Хамилтон, Артур Бур и Александар Хамилтон. Двајцата се високи политичари, заменици председатели, секретари во така натаму, меѓутоа големи противници, големи ривали. И нивната ваква конфликтност на крајот, како што случува во 19 век, завршува со предизвикување на двобој. И тоа е една од сцените кои што има задолжително во американските учебници по историја. Двобојот меѓу Бур и Хамилтон. И знаете тогаш во тоа време, нели, се оддалечуваат 10 чекори, па се вртат и пукаат еден кон друг. Прво испукал Хамилтон, промашил, па пукал Бур, го ранил смртоносно и во текот на денот, следниот ден починал. Но што е, зошто ни е важен? Јас сум го спомнал Артур Бур и во други случаеви. Тој е внук на Джонатан Едвардс. Тој е човек кој што од дете седел во скутот, ги слушал неговите поуки, околу него родителите, чичковци, роднини биле проповедници, тоа големи проповедници. И Бурн во на стари години, кога веќе бил во старост, им кажувал на пријателите, кога и пак и тој е ученик на Принстон, кога почнав да учам како студент, му реков на Бог, ако престанеш ако ме оставиш на мира и престанеш, нели, да ми да ме мачиш, и јас нема се занимавам со тебе. Тоест, остави ме на мира и јас ќе те оставам тебе на мира. И вели, и така се случи. И веќе 60 години јас го оставам на мира, тој ме остава на мира. Од тогаш Бог не ми пречи. Многу тажно. Му чукал. Додека по еден момент не кажал, во ред, не сакаш, престанувам, не чукам повеќе. Како што Мекчейн вели, да, навистина,
Ова може да е последното очекување. Бог говори преку Словото за служба. Те повикувале на служба. Посвети се. Не знаеме која ќе дојде часот, чука. За предавање во верата. Не знаеме утре што те очекува. Може би по некои нови животни патишта. Не знаеме како Бог ќе работи по тие животни патишта. Затоа да брзаме кон него. Времето секојаш вклучува момент на итност во однос на нашата посветеност на Бог. Да не го пропуштаме, да не го трошиме напразно, зашто времето е најголемото богатство што го имаме тука на земјата. Во времето живееме, во времето ја реализираме Божјата благодат. И да не заборавиме да си го мериме пулсот, да си го проверуваме всушност. Чука ли? Има ли знаци на живот? Имаме ли живо општење со Бог? Во Словото, во молитвата, во посветеноста, во службата. Така ќе знаеме дали нашата вера се уште пулсира и е жива. Господ да ни дава сила и мудрост за сето тоа. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ние те благодариме за овие предупредувања што ни ги даваш и за тоа што ти ни си покажал трпение. Секојдневно трпение. И ние се молиме тоа трпение да не учи на твојата добрина, но и да не предупредува, за да го користиме времето разумно. Не дозволувај, Господи, тие очекувања да ги занемаруваме, да ги запоставуваме предупредувањата на Словото. Туку кога го слушаме Твојот глас, со вера да реагираме и да бараме од Тебе сила, мудрост, да бараме послушност, покорност. Копнеш во нас да го живееме Твојот живот, да ја вршиме Твојата воля. Не дозволувај, Господи, деновите да ни поминуваат така. Не дозволувај секојдневието, суетноста и сите други работи во светот да не одвлекуваат од Тебе, туку во посветеност да го живееме Твојот живот. Одржувај нашата вера жива, силна, огнена, за да ги имаме правилните фокуси. Да не се заблудуваме по човечките учења, но нека само Твоето Слово биде она што ќе не разграничува од другите и ќе не поттикнува на послушност кон Тебе. Се молиме, Господи, за секој оној кој што во своето срце има некакви колебања, Ти дај му јаснотијата, покажи му го вистинскиот пат и желбата, силата, волјата да го врши сето тоа. Се оставаме во Твоите раце и се молиме, Татко, во името на Твојот Син, Господ Исус Христос, кој е Твоето откровение за нас. Нека тоа Слово биде живо за нас. Те славиме, Те величиме. Амин. Амин. Ајде сега ќе го славиме Бог.